Проширен број на училници, реконструирано осветлување, набавени нови дидактички материјали, а и нова спортска сала која за прв пат ја добива училиштето, се главните новини во Општинското основно училиште Страшо Пинџур во Кавадарци. Пред стартот на новата учебна година, градоначалникот Митко Јанчев го посети училиштето со цел да ја согледа спремноста на истото за стартот на новата учебна година. Во изјава за КТВ тој потврди дека училиштето по направените реконструкции е целосно подготвено за почнување на новата учебна година. Општинско основно училиште Страшо Пинџур, најстаро во општина Кавадарци, по подолго време, последните 2 години интензивно работиме на реконструкција и на инфраструктурата и на самото училиште, меѓутоа и на дидактички средства за последните паралелки, меѓутоа и на проширување на бројот на ученици, за да имаат учениците и подобра настава, меѓутоа и подобра комоција. Исто така тука се работеше, се набавуваше доста опрема во делот на помагала при самата настава. Морам да ги споменам некои работи. Направени се 3 нови училници во самото училиште за учениците со продолжен престој. Исто така спортна сала е во завршна фаза, која што очекуваме со почеток на учебната година да биде веќе при крај, да може да ја стартираме. После долго време ова училиште добива за прв пат спортска сала. Меѓу ова училиште има и 2 подрачни училишта, тоа е во село Марена и во село Дрено. Возарци. Во Возарци имаме комплетна реконструкција, сега треба да настапиме и таму во делот на оградата и во делот на училиштето. Во Марена се смени комплетно грејењето, меѓутоа сега и фасадниот дел од самото училиште, лето светловење секаде се става, така да можам слободно да кажам дека нашите училишта и основни и средни веќе наликуваат на едно високо образование, каде што учениците, меѓутоа и наставниот кадар имаат многу добри услови за работа. Така да мислам дека со продолжањето на 1 септември и со враќањето на учениците во учебните клупи, дека ќе има многу подобри услови за работа и дека оваа настава не само во делот на условите за работа, меѓутоа ќе биде добро прифатена и од учениците, за да може да бидат и поконцентрирани, меѓутоа и да самото образование веќе достигне повисоко ниво. И директорката на училиштето Илинка Бакева вели дека се целосно подготвени за успешен почеток на новата учебна година, а воедно информира за проектите кои се реализирани за подобрување на условите за изведување на настава во училиштето во Кавадарци, но и во подрачните училишта. Страшо Пинџур веќе интензивно работи на подготовки за новата учебна година и се надеваме дека оваа учебна година учениците ќе може да доаѓаат со физичко присуство. Меѓутоа се прават и напоредно протоколите што се дадени од Министерството во случај на пандемија. Страшо Пинџур, покрај тоа што е најстаро училиште во општината и основно училиште со најмногу подрачни училишта во село Марена, Возарци, Дреново и посебни паралелки кои што функционираат во склопот на училиштето. А од оваа година веќе преминуваат и во центар за поддршка, каде што ќе ги опфаќаат сите основни училишта во Кавадарци и општина Росоман. Во соработка со градоначалникот, овие 3 години наидувавме секогаш на разбирање и поддршка од негова страна, каде што не разбираше за нашите приоритетни цели за подобрување на условите во училиштата. Така да во овие 3 години мислам дека во Страшо Пинџур се најмногу уложени капиталните инвестиции во општина Кавадарци. Можем да кажам дека е почнато од промена на лед светилки во централното училиште и во село Марена, реконструкција на WC јазли во интернатот во село Дреново, потоа опремување со наставни средства во централното училиште по природните науки, биологија, физика, хемија, започнати и доградени се 3 нови училници за едносменско работење, затоа што постојано и секоја година се шири бројот, а се зголемува бројот на учениците во училиштето. Променети се внатрешните врати во подрачните училишта во Возарци и во Дреново. Минатата година, 2020 година, е направена целосна внатрешна реконструкција во подрачното училиште во село Дреново. Оваа година е направена и фасадата, оградено е училиштето. Во село Возарци веќе сме во завршена фаза со оградување на училиштето. Во Марена се променети лед светилките, оградувањето на училиштето е завршено, делот од фасадата, меѓутоа во подрачните училишта во село Марена и во село Дреново е променет и системот за грејење. Во оваа година во училиштето е веќе почната и во завршна фаза е спортската сала на училиштето, набавена е асистивна технологија и комплетно е променет инвентарот во училиштето.
а веќе се поминати сите тендери каде што се набавени и новите наставни средства и помагала за прво и четврто оделение, за кои што се надевам дека ќе бидат во корист на сите оделенски и предметни наставници.